Автобуси без клима уреди, неклиматизирани работни простори и неекстремно високи температури. Ваква е сликата во дел од конфекциите во Штип. Работниците се соочуваат со големи проблеми со условите на работно место, вели претседателката на Гласен текстилец Кристина Ампева. Иако досега многу пати е реагирано за ваквите проблеми на терен, резултатите и така се невидливи. Вели дека овој е проблем кој се повторува речиси секоја година во летниот период, кога жените работнички до работното место и назад се возат во автобуси кои немаат клима уреди. Знаете дека реагиравме во однос еве и во конфекцијски погони и во други останати погони реагиравме за климите што не се вклучуваат. Имаше од цела Источна Македонија, морам да кажам, а на крајот имавме поплаки, нели, дека ние имаме превозници, еве конкретно во Штип, кои што 30 години не работеле иако земаат пари од работодавачите за да вршат услуга превоз на нивните работници, сепак не мислат дека треба да инвестираат во нови автобуси. Ако ме прашате мене, пола од тие треба да бидат исфрлени од сообраќај, тргнати од сообраќај. Клими, да. Реагиравме некаде. Работодавачите навистина, еве, разговаравме со дел од нив, навистина реагираа до превозниците и бараа да нивните работници се возат во климатизирани услови. Мислам, збориме за 21 век. Така да во тој дел реагирано е, меѓутоа еве последно е ова што навистина ме плаши, дека почнуваат да се враќаат некои работи кои што мислевме дека нема да се враќаат. Ампева вели дека со честни исклучоци дел од работодавачите бираат и бараат нивните вработени на работното место и наназад да бидат превезувани со автобуси кои се климатизирани.